the Assembly. Почитувана председателке на Генералното собрание на Обединетите нации господја Аналена Барбок, почитуван генерален секретар на Обединетите нации господине Гутереш, ченети екселенции, дами и господа. Како темел на меѓународното право и мултилатерализмот, Обединетите нации спречија нова светска војна, превенираа бројни конфликти и ги ублажија последиците од многу хуманитарни кризи. Им помогнаа на повеќе народи да го изодат патот до суверена еднаквост, издигнаа милиони луѓе од екстремна сиромаштија, описменија цели генерации. Го потикнаа глобалното движење за права и слободи, за социјална правда и еднаквост. Ја пробудија совеста за заштита на животната средина и го мобилизираа човештвото во борбата со климатските промени. За овие и многу други постигнувања, Обединетите нации и нејзините агенции и лидери добија дури 12 Нобелови награди за мир. Но, Обединетите нации денес се соочуваат со геополитички и геоекономски земјотрес, што ги тресе самите темели на поредокот изграден по Втората светска војна. Денешните кризи се последици на длабоки тектонски поместувања, што ги подриваат принципите што го обликуваа светот изминативе 80 години. Пред наши очи започнува нова геополитичка ера. Наместо заедно да одговориме на ургентните предизвици, како што се мирот и безбедноста, климатските промени и уништувањето на животната средина, вештачката интелигенција и растечките нееднаквости, се чини дека одиме кон пост-хопсовска состојба на војна на сите против самите себе. Наместо еден меѓународен поредок, како да никнуваат паралелни поредоци, секој со своји правила, вредности и интереси, што неретко се насочени едни против други. Парализирани и изолирани, баш кога се најпотребни, се прашувам дали може би Обединетите нации се претвараат во Лигата на народите. Знаците се насекаде околу нас. Наместо да создаваме свест за споделена иднина, човештвото се соочува со војни и со губење на хуманоста. Со се почестото игнорирање на меѓународното хуманитарно право, гладот станува оружје, а хуманитарните работници мета. Во амбиент на секојдневно насилство, светот осцилира меѓу нихилистички песимизам и хедонистички ескепизам, меѓу безнадежно ламентирање и бездушна индиферентност, како во првите децении на 20. век. Потресите на меѓународниот поредок отворија длабоки геополитички раседи. Еден од најактивните е во Украина, каде веќе 3,5 децении, 3,5 години без не е војна. Руската агресија е флагрантно кршење на повелбата на Обединетите нации и директно ги загрозува меѓународниот мир и безбедноста. Изразуваме силна загриженост и за неодамнешните нарушувања на воздушниот простор на Полска, Романија и Естонија, земји членки на НАТО. Ја поддржавме заедничката изјава од 12. септември и повикуваме на итна деескалација, доследно почитување на меѓународното право и примена на превентивната дипломатија за намалување на тензиите и зачувување на мирот. Ваши екселенции, геополитичката раседна линија минува и низ регионот на Западен Балкан. Процесот на македонското пристапување кон Европската Унија веќе 20 години е континуирано попречуван, но не врз основа на објективните копенхагенски критериуми, туку поради субјективни националистички причини. Најновиот ЕУ услов за почеток на нашите преговори е нова наметната промена на Уставот. Уставот, како лекс супериор и општествен договор меѓу граѓаните во Русова смисла на зборот, е највнатрешното прашање на секоја држава. Нашиот устав предвидува 4 предлагачи на измени: председателот на Републиката, владата, најмалку 30 пратеници и 150.000 граѓани. Јасно е дека овластен предлагач на амандмани не може да биде наш сосед, ниту Европската Унија.
Укажувам дека условувањето на почетокот на преговорите со нови уставни измени повторно ги отвара прашањата за историјата, културата и јазикот, за кои бевме убедувани дека се затворени со Преспанскиот договор со Грција. Постојано сме предупредувани дека договорите мора да се почитуваат. Пакта sunt servanda. Се согласувам, но напоменувам дека во договорот за пријателство, добрососедство и соработка со Бугарија нема одредби за уставни измени. Конечно, со конститутивните акти ЕУ себе си се дефинира како единство на различности и се обврзува да ги почитува културната и јазичната различност, националниот и културниот идентитет, дигнитетот и интегритетот. Како е можно тогаш од нас да се бара со сосед да разговараме и преговараме за нашата историја, култура и јазик? По кој знае кој пат потенцираме дека себе си се перцепираме како европјани и длабоко веруваме во европскиот проект, кој што по Втората светска војна донесе мир и економски просперитет. Европскиот идеал останува наша најголема инспирација и стратешка аспирација. Како држава посветена на добрососедството и на регионалната соработка, не сакаме спорови со нашите соседи. Она што го посакуваме е да се интегрираме во Унијата, но без дополнителни и посебни услови и со зачувано национално достоинство. Предупредуваме дека по војната во Украина, блокираната евроинтеграција на Западниот Балкан не е само политичко, туку е безбедносно прашање. Со затворената политичка врата за земјите од Западниот Балкан и широко отворената врата за влијание на трети геополитички центри на моќ, иронично е Унијата да повикува на отпорност кон нив. Зарем треба да се најдеме на дневниот ред на Советот за безбедност за ЕУ да го деблокира нашето проширување? Ако Европската Унија сака да биде геополитичка унија, таа не смее да го остави Западниот Балкан во геополитички вакуум. Како што укажа председателката на Европската Унија, Европската Унија мора час поскоро да го скрши оклопот на консензусот, ако сака да ја заврши реунификацијата на Европа и повторно да стане силен геополитички фактор. Почитувана председателке, ценети екселенции, на крајот не можам да не се осврнам на еден од геополитичките најтрусни региони, Блискиот Исток и Газа. Блискиот Исток има древна и богата традиција на меѓурелигиски и меѓуетнички соживот. Историјата покажа дека различноста кога се почитува може да биде извор на културно збогатување и долготраен мир. Но исто така историјата учи дека насилството, без оглед на неговото потекло, ги продлабочува поделбите, го продолжува човечкото страдање и ги оддалечува страните од праведно и сеопфатно решение. Убедени сме дека одржливиот мир на Блискиот Исток мора да се постигне единствено преку диалог и дипломатија во согласност со меѓународното право. Неприкосновеноста на човечкиот живот и достоинство мора да се почитуваат дури и за време на војна во согласност со меѓународното хуманитарно право. Во тој дух ја реафирмираме нашата поддршка на меѓународните напори насочени кон деескалација, инклузивен диалог и директни преговори. Ценети екселенции, овие геополитички расцепи и тензии недвосмислено упатуваат на следново. Без мултилатерални институции и процедури, без меѓународно право и принципи кои што би ги скротиле силните и заштитиле слабите, ние одново ќе го водиме тукидитовиот мелијански диалог, во кој што за жал силните го прават она што можат, а слабите она што мораат. Помислете на толерирањето на бројните повреди на повелбата на Обединетите нации, што отворија пат за нови повреди. Сетете се на неимплементираните резолуции на Генералното собрание, на неспроведените пресуди и игнорираните мислења на Меѓународниот суд на правдата, на мировните напори блокирани во Советот за безбедност. Соочени со нефункционалноста на актуелниот меѓународен поредок,
Некои реалисти советуваат да заборавиме на меѓународните договори и конвенции како на непотребен товар и да се засолниме во регионалните блокови и сојузи. За нив, кризите најбрзо и најдобро се решаваат надвор од Обединетите нации, без мандат од Советот за безбедност. Но, одстапувањето од универзалните принципи и механизми во полза на прагматичниот опортунизам и посегањето по ад хок мерки не турка кон неизвестна иднина на растечки геополитички и геоекономски надпревар, па дури и во конфронтација во трката за ресурси. Зарем таков суров свет ќе им оставиме на нашите потомци? Алтернативата е да се обидеме да го ревитализираме мултилатерализмот и да ги направиме неговите институции поотпорни на системските потреси. Почитувани, ценети присутни, младите генерации имаат право на обновена повелба, на реформирани и силни обединети нации, што ќе им овозможат да живеат во мир меѓу народите, но и во мир со природата. Тие реформи не смеат да бидат козметички, туку длабоки, за да овозможат поголема инклузивност, хармонизација меѓу вредностите и механизмите, оптимизација на националните и глобалните интереси, силни и функционални институции. Реформите на Обединетите нации зависат од тоа дали на нив се гледа како на можност за обнова на меѓународниот поредок втемелен на право и правила или како оспорување на привилегиите на некои земји членки. Но, која е поентата да се биде привилегирана земја членка на нефункционална, нерелевантна, маргинализирана меѓународна организација? За ефективни Обединети нации потребно е да се реформира Советот за безбедност, за да биде поинклузивен, поотчетен и поодговорен за одржувањето на меѓународниот мир и безбедноста. Генералното собрание мора да прерасне во представнички орган за креирање политики, наместо да остане дебатен клуб. Имплементацијата на пресудите на Меѓународниот суд на правдата мора да стане задолжителна за сите земји членки, обезбедувајќи владење на правото. Реформата е потребна не само заради старите, туку и заради новите предизвици. Вештачката интелигенција носи огромни можности, но и несогледливи ризици за нашата цивилизација. Таа не е обичен технолошки скок. Незиното влијание може да биде и поголемо од индустриската и дигиталната револуција. Свесни за ова, мојата држава и јас го поддржуваме предлогот вештачката интелигенција да биде еден од приоритетите на 80-та седница. Следната година ќе бираме нов генерален секретар на Обединетите нации. Потребна ни е личност со лидерски вештини, со богато дипломатско искуство, со способност да ги премостува разликите и да гради консенсус, но и да биде длабоко хумана и посветена на ранливите. Идниот прв дипломат на светот мора да има многу знаење, трпенија и такт. По 80 години од основањето, крајно време е за жена генерален секретар на Обединетите нации. Во свет доминиран од силни мажи, често со оружје, потребни ни се силни жени со мудрост и емпатија. Верувам дека жените, кои заедно со децата се најголемите и најбројни жртви на војните, имаат неотуѓиво право и обврска да посегнат по нивна превенција. Анархичниот меѓународен поредок е закана за сите, а најмногу за малите држави. Природно е малите и средни држави да бидат најголемите поддржувачи на реформите на Обединетите нации. Ценети екселенции, дозволете да споделам што правиме ние на овој план. Го поддржавме усвојувањето на пактот за иднината како нов глобален општествен договор. Живеејќи во еден од климатски најранливите региони во светот, Медитеранот, македонските граѓани веќе ги чувствуваат последиците од климатската криза, како што се екстремните временски услови. Затоа на КОП-29 во Баку го поддржавме спроведувањето на Парискиот договор.
Ја поддржавме обврската од Севилја за финансирање на развојот и ги интегриравме целите за одржлив развој во нашата национална развојна стратегија 2024-2044. На третата конференција на Обединетите нации за океанот во Ница се заложивме за силно меѓународно управување со океаните, поддржувајќи го акцискиот план. Вложуваме големи напори за промоција на женското лидерство и имплементацијата на агендите за жените, мирот и безбедноста. Ја подпишавме новата рамка за соработка со Обединетите нации 2026-2030 заради обезбедување на инклузивен, социјален и човечки развој, одржлива економија и достојна работа, отпорно и зелено општество и екосистеми, владење на правото и добро управување. Почитувани, пред голем испит сме, или ќе го гарантираме меѓународниот поредок врз визионерски принципи, или ќе итаме кон катастрофа со несогледливи размери за човештвото. Поранешниот генерален секретар Даг Хамершелд подсети дека Обединетите нации не се формирани за да не однесат во рајот, туку за да не спасат од пеколот. Треба да ги препознаеме Обединетите нации за она што се, навистина несовршен, но неопходен инструмент на нациите во работењето за мирна еволуција кон поправеден и побезбеден светски поредок. Да им ја дадеме таа шанса. Благодарам. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Macedonia. L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellent, Monsieur Anthony Frank Laurent Saint-Cyr, Président du Conseil présidentiel de transition de la République d'Haïti. J'ai pris le protocole de vouloir l'accompagner, Son Excellence, qui m'invite à prendre la parole devant l'Assemblée.